Живеењето во мал простор не мора да значи да се жртвувате во поглед на дизајнот и стилот, барем кога ги следиме принципите на Фенг Шуи. Денес ви ги представуваме основните насоки за одржување на добар проток на енергија, без разлика на големината на просторот со кој располагате. Во Фенг Шуи, командната позиција или енергетска точка е местото во просторијата во кое верувате дека е најбезбедно и обезбедува добар поглед во остатокот од станот. Во овој случај, командната позиција е местото спроти вратата. Со него лесно можете да ја видите влезната врата и ви дава најдобра визуелна и физичка контрола на вашиот простор. Ако живеете во студио, тогаш треба да го декорирате и реорганизирате мебелот околу вашиот кревет. Користете прегради за да направите вашиот простор да се чувствува како поголем стан. Ослободете се од вишокот нешта. Ова е многу важен елемент што го представува стандардот не само во Фенг Шуи, туку во сите аспекти на животот. Физичкиот вишок на нешта се пренесува во емотивен импулс, кој може да ви донесе чувство на стрес. Како и секогаш, можете да користите различни елементи за складирате за да го натрупате вашиот простор, но наместо да инвестирате во многу бројни единици, силната вертикална полица може да биде вистинско решение, нудејќи уникатни и практични украси за ѕидови. Вклучете ги и огледалата. Најголемиот проблем со малите простори е што тие немаат доволно квадратни метри за да го примат вашиот голем живот. Огледалата се клучни елементи за премостување на овие пречки. Огледалата не само што ќе ви остават впечаток на поголем простор, отколку што навистина е, туку лесно ќе создадат средина за командна позиција и ќе ви овозможат постојано да бидете свесни за се што се случува околу вас. Згора на тоа, сведете ги видливите ситници и украси на минимум. Ако имате многу украсни предмети, обидете се да ги организирате заедно или да ги групирате. Генерално, вашите украсни елементи и мебел мора да се вклопат и да се надополнуваат еден со друг. Никогаш да не се контрастни или да привлекуваат премногу внимание. Чувајте ја влезната сала чиста. Во филозофијата на Фенг Шуи има многу важни простории, а меѓу најважните се кујната, влезниот хол и бањата. Потоа, кога живеете во студио или мал стан, тогаш веројатно ги поседувате само овие соби. Многу важна работа е да се осигура дека влезната површина на станот останува целосно чиста. Избегнувајте вишок работи, за да може лесно да тече добра енергија низ станот. Персонализирај за да се чувствуваат како дома. Понекогаш е многу тешко да го постигнете тоа чувство и навистина да го персонализирате станот, особено кога знаете дека во него останувате само одреден временски период. Дополнително, доброто Фенг Шуи означува исконско пријатно и удобно чувство, кое е интегрирано со вашиот животен простор. Обкружете се со уметнички дела или инспиративни украси, за да го одржите идеалниот проток на добра енергија. Ако размислувате за бојадисување на ѕидовите, обезбедете кохезивна внатрешна боја и тема, усогласувајќи ги постоечките нијанси на мебел или креирајте промени во главната шема, за да се приспособат на новите варијации.